Со ова видео ќе ви покажам како да ја користите апликацијата фотоапарат од Adobe направена за Lightroom за мобилни телефони. Оваа апликација работи и на мобилните телефони со Android оперативен систем и со Apple оперативниот систем. Ова е прво од серијата видеа со кои што сакам да ви помогнам да правите подобри фотографии со вашите мобилни и во еден момент кога ќе сватите дека веќе сте го надраснали вашиот мобилен, да се префрлите на нов фотоапарат. Доколку не сакате да пропуштите ниедно од видеата што ќе следат, кликнете на еден subscribe и на тој начин ќе добијате информации за секое ново видео. Продолжите да гледате. Од кога сме инсталирале Lightroom, сега ја вклучуваме. Кликнуваме на иконата со која што ни е обележен фотоапарат. Први работи што треба да ги вклучиме, максимална осветленост на екранот. Можеме да го смениме зумот да не биде на копчињата за зголемување и намалување на звукот. Ако сакаме да знаеме локацијата каде што сме направиле фотографијата, ќе го вклучиме Geotag Photos и нормално секогаш да се снима оригиналот. Доколку нешто сме сгрешиле, кликаме на Reset и повторно ќе се вратам на моето прво подесување. Следна работа што треба да вклучиме е линиите водилки, грид, и тука има неколку правила по кои што се фотографира. Тоа е правило на 3, како во овој случај, каде што во линиите на пресек ни се наоѓа точката на интерес. Во овој случај тоа ќе биде градот Охрид. Среден начин на поделба е на четвртини, ова не знам кој го користи, ја не го користам, и последниот начин е на златниот пресек, и тука можеме да го примениме правилото на пресекот на линиите, да ни биде точката на интерес, и сега можеме да почекаме ни ова кајче да дојде во другата точка, да направиме тука една фотографија, ќе го чекаме ова бродот, го чекаме. И сега кога и бродот и кајчињата се тука, притиснуваме и правиме на фотографија која што ни е добро избалансирана. Левел ни означува дали ни е телефонот прав или крив, односно ли бела или не знам како се вика на македонски. Можете да видите дека ова кругчево сега ни покажува дека телефонот ни е во идеално вертикална положба. Ако не сакаме да го мрдаме телефонот додека стискаме на сликање, да уклучиме тајмер. На тој начин, кога ќе притиснеме ние, телефонот има време да се смири и да направи фотографија. Ова се користи за ноќни фотографии. Значи максимумот ни е 10 секунди, но сега ние не мора да чекаме 10 секунди. Стандардниот формат на фотографија е 3:2, меѓутоа мобилните се сликаат во стандард 4:3. Доколку сликаме само за на Инстаграм, тогаш го користиме 1:1. Ни останува правилото на 3. Еве тука може да направиме фотографија. Овој формат го користиме доколку фотографираме за Инстаграм. Доколку правиме фотографии кои што се наменети за некој видео, тогаш моја препорака е да фотографирате 16:9 и на тој начин многу лесно ќе ги имплементирате вашите фотографии во видеата. Кај SS ни е означена брзината на фотографирање. Со помош на оваа брзина ние одредуваме колку брзо ќе се направи фотографијата. Доколку има многу светлина, брзината на фотографирање ќе биде многу голема, доколку пак нема светлина, тогаш ни треба постабилно да го држиме нашиот мобилен телефон, бидејќи брзината ќе биде многу помала. А во некои случаи најдобро е да се користи и статив. Со зголемување на ISO вредноста, ние воедно ја зголемуваме осетливоста на транзисторите на нашиот сензор, кои што може од помалце светлина да соберат повеќе информации. И на тој начин во послаби светлосни услови добиваме поквалитетна фотографија. Но мора да внимаваме, бидејќи на повисоките ISO вредности и шумот станува поголем. Моја препорака е да ги користиме пониските ISO вредности, на тој начин нашите фотографии ќе бидат поквалитетни, а доколку времето на фотографирање е помало од 1/50 од секунда, препорачувам да се користи некаков вид на статив. Има многу голем избор и на тој начин вие ќе можете со помала ISO вредност и подолго време на осветлување да направите подобри фотографии. Балансот на бело е најдобро да го ставиме на автоматски, бидејќи самиот телефон може многу лесно да препознае дали сликаме дење, ноќе, под сјалица, под лампа, под ова, она. И ја во 99% од случаевите го оставам да биде автоматски и фотографиите се со одличен баланс на бело. Доколку нешто сме сгрешиле, на копчето Reset се ресетираме на почетната положба. DNG фајлот ни го снима RAW фајлот од апаратот, што значи дека во него имаме многу информации. Доколку не сакаме да се замараме со тоа, можеме да префрлиме на JPEG. Ако не мрзи се ова да го правиме, тогаш го уклучуваме на автоматик и нашиот телефон све одлучува за нас.
Меѓутоа, сепак, ние требаме да одредиме фокусната точка, во овој случај кајчето. Со помош на прстот, ние бираме каде да ни биде фокусот. Можеме да го наместиме да биде фокусот во карпата, можеме да го наместиме да ни биде фокусот во канео. Доколку ги споиме овие две фотографии, ќе имаме фокус од почеток до крај на нашата фотографија, но тоа во некоја друга прилика. Може да се најдеме во ситуација каде што апаратот е излажан од околината и сликата ни е многу темна. Во тој случај кликнуваме со прстот на екранот и повлекуваме нагоре за да осветлиме фотографијата или, например, во овој случај можеме да идеме и надоле за да затемниме. Овие бројчиња можете да ги рачунате како бленди. Сега, доколку ја бркаме бамби лево-десно, чекај. Доколку треба да ја бркаме бамби лево-десно, тогаш кликнуваме, кај таму седи, кликнуваме на иконата со катанче и на тој начин експозицијата е заклучена на вредноста ние што сме одредиле и може бамби да трча лево-десно, а таа воопшто да не се променува. И на тој начин секогаш ќе знаеме дека нашиот субјект е правилно осветлен, а околината може да биде малку изгорена или малку потемна, но тоа апсолутно не е битно. Исто така во оваа апликација ги имаме така наречените популарни филтри. Може да ги видите, со чијешто помош ние можеме да дадеме различен изглед на нашите фотографии. И идеме понатаму. За ночно сликање е потребно вашиот мобилен да го ставите на статив. Во овој случај го користам стативот од мојот фотоапарат со адаптер наменет за држење на мобилни телефони. На овој начин знам дека и покрај малата брзина на фотографирање, мојот мобилен телефон нема да се тресе и ќе има многу добри и чисти фотографии. Како што може да видите, брзината на фотографирање во овој случај е 1/10 од секундата. Оваа апликација е ограничена со 1/10 од секундата како најбавно време на фотографирање. Меѓутоа, во вашите апликации кои што доаѓаат со самиот телефон, може да имате време на фотографирање и до 30 секунди, што е доста долго. Поради таа брзина и со вредноста во овој случај е повисока, односно 580. Во ночни фотографии најдобро е да го вклучиме тајмерот на 2, 5 или 10 секунди и фотографиите ќе бидат добри, бидејќи на нашиот мобилен телефон сме му дале време од 2, 5 или 10 секунди да се стабилизира и да направи фотографијата. И тоа би било све за фотографирање со помош на фотоапарат апликацијата од Lightroom.